Една вечер, синот тинејџер се вратил дома доцна. Татко му го чекал во дневната соба, гледајќи турска серија, во која внукот го одмаздил чишкото кој лежал 10 години затвор за силување на неговата сопруга, која всушност не ја силувал, туку таа доброволно си легнала со адвокатот, а тој подоцна станал уставен судија. Внуков го кокнал уставниот судија. Но, да се вратиме на приказнава. Татково го дочекал синот тинеџер и го поканил да седне да разговараат. Синот се вадел дека нешто му се спие, ама кога видел која серија оди на телевизија, сепак решил да поразговара со татко му кој бил во момент на инспирација. Аве, синко, му рекол. Слушнав, си бегал од часо и го прашал татково. Види бе сега, тато, као да ти кажам, не е така као што изгледа, бе, му рекол синот. Абе, шо не е така као што изгледа, си бегал или не си бегал? Ој татко грмнал во стилот на Јашар, судијата во турската серија. Па, синов му рекол, види сега, тато, практично да, теоретски не сум бегал. Како бе, теоретски не си бегал? Газо ти седел на столчето таму или не ти седел? Види бе, тато, па ми седел, па не ми седел, ама не е газот крив? Абе, кој е крив бе тогаш, да ти ебам... Абе, да не е крив Јашар Ефенди бе од серијава? Не бе, тато бе, не се вадел овој синов. Знам и ја дека не е Јашар крив. Му рекол таткова, не се прај мутав. Тука и што си бегал. Туку си продавал и марихуана во школскиот двор. Кој? Јас? Почнал овој синов тинеџеров да се вади. Не бе, не ти, туку баба ти продавала. И тогаш татково се фатил за кајшов, земал да го вади. Ама тогаш му текнало дека оваа прва комшика име членка на невладиниот сектор и дека ќе дигне зградата во воздух ако чуе само како го вади кајшов за да го казни синот и му паѓаат тоа панталоните. Би рекол, не дај Боже да види како го казнувам синов со кајш, нема од затвор да излезам. Овие NGO-ава што прават. Така се откажал од идејата на превоспитување на синот на стариот добар проверен југословенски начин, old school. Продаше ли бе дрога мајмун еден? Ви бе сега, тато, од прилика така беше, ама па ја не бев крив бе, тато. Шо бе не си, и за дрогата не си крив? А кој го затрудне девојчено шо учи со тебе бе, суртук? Она со плавата коса од втори влез со тоа ринглите, а? Сигурно и за тоа не си крив. Изгледа и ти безтелесно ко мајка му на Исус, оваа зачнала, не си ја пипнал. И Копилјов така го гледал 10 секунди татко му во очи и смирено му рекол: тато, жими се, нема да ми веруваш, али ја не сум крив. Тогаш татко полудуе, се исправил над него ко Господ, го изведил тоа каишот ко Атила бичот Божји што го вадел, мислам, овој Бичов, го дигнал над глава, спремен да го ожеже онака здраво. Па кој е крив бе? Имате ли секс бе? Имавте ли секс? Одговарај сега или ќе ти го поплавам гзот, па ќе мисла дека змија те апнала додека си серел у некоја полјанка издрогиран. Немој, тато, аман, заман, малиов, имавме секс 3 пати поред. Со кондом ли имавте бе? А? Со што, тато? Со што? Малиов онака почутел, ама кајшот му се вртел коласа околу главата. Тато се сетив сега за кондомот. Абе, не го облеков бе, тато. Го забореив. Онака. Го забореив бе, тато, едноставно. Си забораил, а не забораил да го мацнеш мачорот кај другарка ти. А? Одевте до крај. Кај дали одевме, тато? Ама која... Ој Малиов малце мутав се изгледа се правил, ама кога видел дека ѓаволот ќе однел шегата, му рекол онака со наведната глава: тато, одевме до крај. Па кој бе тогаш крив бе, кретен еден бе? Кој е крив бе? Ти бегаш од школа, ти продаш дрога, ти правиш деца, кој е крив? Последен пат те прашувам. А Малиов ќутел, доека на телевизија одела одјавнава шпица на турската серија. И тогаш, пред крај на шпицата,
го погледнал татко му со тажни очи на магаренце и му рекол со највен глас: Тато, Русија е крива. Кој? На татко му не му се веруело. Која Русија бе, маму ти ебам? Па Русија бе, тато, па Русија и Путин се криви бе. Па нели вице-премиерон Артан Груби бе, тато рече дека Русија е за се крива во Македонија. Татко го, тоа го погледнал, подзинал, си го вратил кајшот у панталоните, се тргнал од него и смирено му рекол: Добро бе, синко, живеј. Штом Русија е крива, сега ќе му кажеш на тој твој Груби да ти ги оправда часовите, да одлежи затвор за дрогата место тебе, да ти го чува детето до 18 години додека не стане ваков вол како тебе и да верува дека Русија е крива за говнариите што сте ги направиле и ти и тој. И си се повлекол човекот у дневна соба, си отворил пиво, си продолжил да си ја гледа следната епизода на турската серија, во која еден политичар лопов доби 30 години затвор од судијата Јашар. Ашколсун Африм, Русија била крива. Отвори се земју и голтнине, со се сите лопови професионалци и лажговци, аматери, здраво. Уште пред една година има во мојот стендап дел за дечињата на ДУИ кои не го положиле ФИС тестот за контролори на летање, а чекаат вработување. Нивниот директор бараше од данците кои што ја тестираат пола Европа за контролори, пазете, да го повторат тестот, ама само за дечињава од ДУИ. И тука немаше дискриминација, не, никако. И данците нормално одбија, зашто не седат во скутот на ДУИ. Ама шо има врска, еве го ДУИ пак сите си ги вработи, без тестирање, без школо, до душа сите од нив пријавиле дека го гледале Топ Ган првиот дел, на времето уште. За вториот Маверик не ни слушнале до душа. Уште го немало на торен за да го симнат. Не им се давало пари за укино, кога можеле нели да го гледаат пиратски онака. На такви ќе им се доверат животите на илјадници луѓе. И после паднал авион со 200 патници, голем ташак, ќе формираат комисија и крив ќе биде кабелот со кој пилотот го полнел телефонот во кабината, иако таков кабел не постои, како што не постои ни фирма што продава легално петарди, ама во овој девети круг на пеколот, наречен Северна, со екс-терористите од ДУИ, поддржани од калето и издудлани од СДС, се е можно. Па и овој наш хорор. Јас тогаш се заебавав токму на оваа тема, нели, како што личи на стендапот, дека ако ги вработат, нема пилот што ќе сака да лета на нашево небо, дека патниците во тек на лет, ако разберат дека контролори се од ДУИ без школо, со падобрани ќе скокаат од 9000 метри, или ќе му влезат у кабината на тој пилотот и ќе му речат: брат, аман заман, немој да слеташ у Скопје, подобро слетај во Херсон или Бахмут, само немој у Скопје, таму сме побезбедни Украина ако слеташ. Мислев, нема шанси да ги вработат. Не би ги вработиле ни во Источен Тимор за контролори кога иде цунамито. Ама излезе дека стендапот е секогаш во право и ја кажува нашата ебена реалност. Ги вработија. Нека име со среќа. Сега ќе гледаат во екраните на радарите, мислејќи се дека се на Гран Туризмо и ние ќе јадеме вечна ја памјат. И пак нема да бидат виновни. Партиски слуги од ДУИ никогаш и за ништо не се виновни. Тој или тие слуги од ДУИ се совршени терминатори. Т-800 не уништив. Ништи се. Ја ништи државата, законите, редот по редокот, правилата, буквално се. Сега повеќе не ни вреди ни она, нека ни е Господ на помош. Господ одамна кренал раце од нас. Си ги имате вие СДС, сами си ги гласавте и не мора бе да летате со авион. Имате, кидете со точак, пешки. Ако знаете да пливат, ќе препливате Атлантски океан, овој Пацифик, све. Возете по новите патишта што ви ги изградија, по автопатот Куманово Охрид, овај Кичево Охрид, то ќе скокате ова дупка од Скоп, хоп, 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 како кози ќе скокате и ќе стигнете до Охрид еден ден, после 3 месеци. И така како што велат босанците, јебо матер своју, ги вработија дунстериве без положен испит,
И ќе лета некој од овде со авион? Сте се запрашале? Ќе имате храброст да слетате во Скопје или Охрид, особено кога е лошо времето, кога е магла, па и на суво кога е сонце. Што знае бе контролорот дуи што е ветер и магла? Да бе, знае. Тоа е кафана со многу добра скара, ветер и магла, да. Седи доволно, вработен си бе брат, би рекол таче главниот циркузант на овој наш нитро циркус, кај што се гине онака лежерно на спиење. Изненада. Не лажам, спија во автобусите, спија во болницата во Тетово, ќе спијат и во авионите. Шансите да слетате здрави ви се 50-50. Може ќе слетате, може и не. Мања веча, црвена-црна. Ќе вежбате на покер апаратите на овие фирмите што Артанчо Нежниот им даде лиценци да организираат комар, за да го сузбиете стравот. Мања веча, твоја среќа! Оп, удрив поп, значи ќе ми пее вечна ја памјат. Ако мавнеш двојче, тогаш животот ти дал двојка. Пардон, не животот, контролорите на животот. Контрола каже, ко лети, а ко слети на нос. Чутите 20 години на самоволието на Дуи и нивната така наречена борба за права на албанците. Викате, шо имам ја врска со нив, бе? Тие си се тама у своје таму атари, матари, јас што ќе се секирам со нив, само што сега ќе плаќате скапа цена со животи. Кога тогаш? Правата си ги добија на зија на вашите права. Со последново вработување на контролориве, конечно ќе го изгубите и правото на живот. И малку ви ја да ви кажам, и си викам, колку треба да ти е докурчено од самоволието на Дуи, да си исплашен, да дадеш оставка од место шеф на контрола на летање. Кој сака да оди во затвор бе невин, ако некој неписмен од Дуи, например, сруши авион со 200 патници? Легендата на југословенското цивилно летање, пилот со неколку десетици илјади часови летање пред лифт, вака ми рече, страв ми е сега, вика, да летам, да идем кај синот у Швајцарија, и кога го праша, чекај бе, викам, како бе, шо ми збориш бе, викам, ти бе, Жоро? Како бе ти е страв да леташ, викам, пилот цел живот, тебе ти е страв да леташ? Ме заебаш! Боже, пази ми, вика, да летам јас, никад више, а ако треба пешки кидам до Швајцарија, ќе го препливам и Ла-Манш ако треба за во Лондон ако сакам додам на мои години. Ама со овие што не знаат што е летечки коридор со координати, прашање на време е кога на исто место ќе се најдат два авиони на иста висина на ова. Да, мој народе, мои македонци, албанци и други овци, сваќате ли со ќутење до каде дојдовме? А вие што патувате далеку пред секој лет, прашајте се во чии раце се вашите мили животи. Може некој продавач на петарди ви е контролор, не се знае. Може некој до вчера што точел боза, што правил тулумби, може и тој да е контролор. Ке летите наместо нагоре, има да летите на кров, и тоа со фактура. Мислам со фрактура. Мислам со многу фрактури. Ако уопште ве најдат.